Следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Пациентка од Тетово заболена од COVID-19 почина. Кризниот штаб на Гостивар предлага скратување на полицискиот час. И покрај забраната во Тетово се уште се врши организиран превоз. Започнуваме со првата вест. Нема ново заразени лица со COVID-19 во Тетово во последниве 24 часа. Евидентирана една почината пациентка од Тетово на возраст од 59 години. На ниво на држава потврдени се нови 8 случаи, а оздравени 21. Нема нови случаи со COVID-19 во Тетово во изминатото деноноќие, но за жал почината една пациентка од Тетово на возраст од 59 години, која 15 дена била во тешка состојба и на респираторна машина. Во последните 24 часа регистрирани се 8 нови случаи на COVID-19 во земјава, и тоа во Скопје 3, во Битола 1 и во Велес 4. Институтот за јавно здравје регистрира и 21 оздравен пациент, од кој еден е од Тетово. Во моментов бројот на активни случаи во земјава е 427. Од Министерството за здравство најавија и скрининг тестирања на лицата кои што се смета дека се во критични категории, како здравствените работници, вработените во домови за згрижување на стари лица, припадници на полицијата, таксисти, возачи во јавниот превоз, вработени во јавни служби, шалтерски работници, како и пациенти пред хоспитализација. Скрининг тестирањето ќе започне следната недела. До Управата за јавни приходи пак поднесени се 12.480 барања за мерката за минимална плата од 14.500 денари. Специјалниот советник на председателот на владата Фатмир Битики истакна дека остануваат уште 3 дена за доставување апликации, па смета дека бројката на барања ќе биде уште поголема. И се очекува дека за мерката ќе аплицираат голем процент од компаниите кои ги исполнуваат условите. Ја користам оваа прилика преку вас, медиумите, да ги повикам уште еднаш сите компании кои се уште немаат аплицирано за оваа финансиска поддршка, да го направат тоа што побрзо преку системот за е-даноци на УЈП. Апликациите за месец април треба да се достават најдоцна до крајот на задотрешниот ден, односно 7 мај. Кога станува збор за оваа мерка, важно е да споменеме дека владата, кога ја донесе уредбата за финансиска поддршка за исплата на платите, овозможи компаниите кои од 11 март до крајот на април отпуштиле одреден број на работници, сега да можат да ги вратат и на тој начин да ги искористат придобивките од оваа мерка. Битичи додаде и дека се прави се за да се подобри ликвидноста на фирмите преку брз поврат на ДДВ. Локалниот кризен штаб на Гостивар предлага скратување на полицискиот час и инсистира официјално да се дозволи продажбата на кафе по шалтерски систем. Регионот на Гостивар актуелно има повеќе оздравени отколку болни пациенти од COVID-19. Локалниот кризен штаб на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше од Централниот бара скратување на полицискиот час. На денешниот состанок беше констатирано дека состојбата со коронавирусот во Гостиварскиот регион е стабилна, ново заболени нема и дека е потребно олеснување на мерките. Полицискиот час да се скрати од 23 часот во работните денови до 5 наутро, се додека трае вонредната состојба. После вонредната состојба се надеваме нема да има ни полициски час. Во деновите од викенд, значи сабота и недела, препорачуваме полицискиот час да биде скратен од 19:00 до 5 наутро. Од Централниот штаб уште еднаш ќе се бара официјално да дозволи работа на кафетериите по шалтерски систем. Како што рекоа од пазарната инспекција, забраната за продажба на кафе се уште е на сила и важи додека во службен весник не се објави поинаква одлука. Регионот на Гостивар актуелно има повеќе оздравени отколку болни пациенти од COVID-19.
Состојбата во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово продолжува да биде многу стабилна, со вкупно 219 тестирани плюс 6 денеска 225, од кои само 3 случаеви се активни, 2 од Горна Бањица и 1 од Градец, значи 2 од општина Гостивар и 1 од општина Врапчиште. Сите оспитализирани во Гостивар во многу стабилна состојба, без никаков ризик за нивниот живот. Во реферирањето за состојбата од институциите беше речено дека мерките и препораките генерално се почитуваат. Пазарната инспекција изминатите 10 дена контролирала дали се користи заштитна опрема на лицето во маркети, банки, пошти и слично. За прекршување на оваа задолжителна мерка биле изречени 2 писмени опомени во трговски објекти. Во Тетовскиот регион се уште може да се забележи дека се врши организиран превоз и покрај забраната, како една од мерките против COVID-19. Мал дел од комби превозниците се уште возат и покрај забраната за организиран превоз од Тетово кон соседните општини обратно, која е на сила веќе трета недела. Велат дека добиваат опомени и казни од полицијата, но превезувањето на патници има единствената екзистенција. Да имамо друго посла би ставили ми дома, али немамо посла и затоа морамо се бори за леп. Деца тражи да једе, разумеш? Голем дел од превозниците кои вршат организиран превоз седат дома. Низ тетовските општини има само неколку патнички линии. Патниците од руралните општини се жалат. Без редовен превоз голем дел од луѓето не може да пристигнат до своите работни места, ниту пак да завршат работа во градот. Ние сме далеке од села, од планински села. Нема за што да дојдеме. Еве сум чекал, ја со автостопом сум дошол. Стар човек и времето ограничено колку да се движим тука. И како ќе идем сега до Раковец, планина таму. Ама не знам овие зашто не ги пуштат комбињата. Па е проблем, али што правиме? Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека одлуката за забрана на организираниот превоз треба да биде меѓу првите мерки кои ќе се укинат ако се започне со олеснување на истите. Мислам дека во рамки на размислување за олабавување на мерките и таа ќе биде една од мерките за која ќе треба да полека почне да се размисли за олабавување. Од полицијата велат дека службеници на СВР Тетово открили и соодветно санкционирале 22 возачи, претежно на такси возила, кои не ја почитувале забраната за организиран превоз. Сите прекршители се евидентирани и изготвени им се писмени предупредувања. Отаму најавија дека и во наредниот период, се додека трае забраната, нивни екипи ќе ја контролираат состојбата на терен и ќе постапуваат согласно законот. Македонија денеска го одбележува 5 мај, денот на македонскиот јазик, во чиј фокус е одбележувањето на значајниот јубилеј, 75 години од озаконувањето на македонската азбука. На 5 мај за прв пат е представена азбуката на современиот македонски јазик, резултат на работата на јазичните комисии кои се формирани по одлуката на второто заседание на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик како службен. Непосредно потоа, на 7 јуни 1945 е усвоен првиот македонски правопис, пошто следува и објавувањето на граматиките, речниците и така натаму. 5 мај е денот кога за прв пат е објавена македонската азбука во весникот Нова Македонија. Тоа е еден празничен број од 5, 6 и 7 мај, иако официјално на 3 мај веќе е усвоена резолуцијата што Комисијата за азбуката и правописот ја поднела до тогашната влада на Демократска федеративна Македонија. Владата уште веднаш дента ја ги усвоила решенијата на ова комисија и веќе е одлучено во тој празничен број да биде представена и пред македонската јавност. Секако дека во тој момент имало и една техничка пречка за да се представи азбуката онаква каква што е усвоена од страна на комисијата, затоа што се уште не постоеле технички можности за да се представи таа азбука нели во печатницата, ги немало сите тие букви. Меѓутоа, сепак овој датум е значаен за нашата севкупна национална и културна историја, затоа што тоа е едно големо достигнување на генерациите македонски
преродбеници, културно-просветни дејци, сите оние што во изминатиот период, независно дали ги познаваме како имиња, или тоа биле некакви анонимни луѓе кои што во своето секојдневно дејствување се бореле за да си остварат својата основна потреба, едно основно човеково право да зборуваат, да го користат својот јазик, да можат тој свој јазик да си го представат на своја азбука и тоа да го прават непречено без да им биде оспорувано тоа право. Секое време си носи своји предизвици за македонистите. Негирања во континуитет постојат години наназад, но многу повеќе загрижува фактот што некои македонски интелектуалци излегуваат со изјави со кои го оспоруваат македонскиот идентитет, вели Лилјана Гушевска, професорка на Универзитетот во Тетово и научен советник во Институтот за национална историја. Кај нашиот народ нема двоумење кој е и што е, дека се луѓето македонци, дека се зборуваат македонски јазик, дека се имаат своја култура, свој идентитет. Меѓутоа, интелигенцијата треба да биде таа што ќе стане и јавно ќе проговори дека тој идентитет не е некаква вештачка творба, не е нешто што ние сме го измислиле или некакви политички авторитети или центри во одредени историски моменти го создале за некаква потреба. Тоа е идентитет што е цврсто фундиран во историјата, се развивал, имал природен развој, како што се развивале другите народи и нивните јазици, така и македонскиот народ се развивал и тој развој конечно во сите негови, да речеме, премрежиња, на крајот резултирал со оваа специфика што имаме ние и во поглед на јазикот, и во поглед на културата, во крајна линија и во поглед на менталитетот и сите оние определби што нас не дефинираат како Македон. Зачувувањето на јазикот е обврска на секој од нас. Негувањето на дијалектите представува и негување на јазикот, но стандардниот јазик треба да се применува во сите сфери на општеството, вели Гушевска. 5 мај денот кога е официјализирана македонската азбука, од минатата година се одбележува и како ден на македонскиот јазик. Секое второ дете е со задоцнет или неправилен говор. Сторија на Милена Вучевска. Речиси секое второ дете е со задоцнет или неправилен говор, алармираат логопедите. Телефоните, компјутерите и другите паметни уреди се најчестите причини за неправилната стимулација за говорот. На ова особено треба да се внимава периодов кога децата, особено оние кои посетувале градинка, се дома. Родителите никако не смеат да ги оставаат прекувремено пред екраните, туку времето да го исполнат со игри, разговор, читање или сликање. Тука имаме еднонасочна комуникација. Значи, детето не е стимулирано да зборува, нема потреба да зборува и да комуницира, само гледа во екранот каде што има јаки бои и светла. И така не се труди да комуницира и не го развива правилно говорот. Говорот му е сиромашен, реченицата му е неправилна, му е нејасна, кратка, или пак почнува да зборуваат на некој друг јазик кој што не е мајчин јазик. Проблемот со неправилниот говор кај децата станува се поголем. До својата 5-та година детето треба правилно да зборува. Доколку има одредени потешкоти, треба веднаш да се реагира, оти што повеќе се чека, потешко се коригира изговорот. За почнување со вежби се почнува исто така порано, за да не преиде во навика таквиот начин на говор. Колку се почнува порано, толку подобро и полесно за да се коригира изговорот на гласот. Инаку, Македонија денеска одбележува 75 години од објавувањето на македонската азбука, која е официјално и единствено писмо на македонски јазик. Логопедите стравуваат дека ако проблемот и натаму се занемарува, ни доаѓаат генерации на деца со неправилен говор и маани. Лидерот на ДПА Мендок Тачи смета дека одлуката за избори треба да биде донесена од сите политички чинители. Тачи вели дека одговорност треба да имаат сите, затоа и според него одлуката за избори треба да биде донесена од сите политички чинители. И многу е важно сите заедно да донесуваме одлука, затоа што ако некој сам сака да донесува одлука, треба утре и сам да ја сноси одговорност. Во почетокот на конференцијата кажа, можеби сме во подобра ситуација,
но далеку сме од нула ситуација. Тој истакна дека во периодот на кампања треба да се земе во предвид и ситуацијата со COVID-19 за да нема злоупотреби. Затоа што тоа може да се злоупотреби. Ако за време на кампањата продолжуваат да се дават економски пакети помош на граѓаните и дефинитивно четврто да се договориме како политички партии, ако одеме на избори, како ќе бидат тие избори? Колку луѓе ќе учествуваат во тие собери? Колку е бројката? Тој смета дека секоја одлука за избори кој што ќе се донесе треба исто така да се базира на мислење на експертите. 154 сообраќајни прекршоци евидентирала полицијата во текот на минатиот месец. Во текот на април годинава полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на поширокото тетовско подрачје вкупно откриле и законски санкционирале 154 сообраќајни прекршоци поради констатирани пропусти, односно прекршоци. Согласно законот за возила, од сообраќај биле исклучени 9 возила, сите поради истечена и необновена регистрација повеќе од 30 дена. Минатиот месец од сообраќај биле исклучени и 15 возачи, од кои 13 управувале без возачка дозвола и 2 возачи почетници. Откриените сообраќајни прекршоци во април заокружени се со 35 прекршочни и 5 мандатни платни налози. Со напомена дека во овој период писмено биле опоменати и 47 лица, учесници во сообраќајот, за неносење заштитни маски. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Имајте пријатен ден и останете со програмата на телевизија Кисиме Нада.